Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Љубовта на мајката тешко се објаснува. Таа е комбинација од сила, жртва и болка. Безусловна е и никогаш не престанува. Ништо не може да ја спречи или одземе. Да се биде мајка не значи само да се роди дете, туку да покажеш мајчинска грижа кон оние во потреба. Да, во денешната епизода на Скапоцена и сакана ќе разговараме за еден од најголемите подароци дадени на жените – мајчинство. Некој рекол, љубовта започнува и завршува со мајчинство. Друга изрека вели, мајчинството е љубов во најчист облик. Навистина, мајчинството е многу повеќе од раѓање деца, бидејќи има многу жени кои се однесуваат мајчински кон оние кои не се нивни деца, без разлика кој е твојот социјален статус или твоите животни околности. Денес ќе размислуваме за мајчинството, таа благородна улога кој ми е дадена на жените, која е пропратена со многу радости и солзи, улога која најмногу од се одликува со љубовта. На неколку жени им се поставени прашањето: што значи да се биде мајка? Да ги слушниме нивните одговори. За мене мајчинство значи да знам кои се моите деца, какви се и да ги поттикнам да бидат најдобрата верзија од самите нив. Да се биде мајка значи да се биде позитивен пример за децата и да им се покаже безусловна љубов. Мајчинството е животна авантура, најтешка неплатена 24-часовна работа која ја правиме без престан и најголемото животно достигнување. Мајката е символ за сила, издржливост, независност, храброст, но и за сочувство, љубов и благодат. Да бидеш мајка значи твојата душа да биде засегната со благосостојбата на другата душа, се до твојот последен здив. Мајчинството од една страна е тешко, но и неверојатно.
Драга слушателки, дали си мајка, можеби ќе сакаш да одговориш со не, доколку не си мажена или пак си во брак и веќе со години се обидувате да имате бебе, но безуспешно, или можеби си имала спонтан абортус и веќе не можеш да зачнеш, или пак порано си имала дете, но си го изгубила. Има многу причини поради кои жените би одговориле со не на прашањето дали си мајка. Велат дека мајчинството ја комплетира жената, но дали тоа значи дека жените кои немат или не можат да имат своји деца се нецелосни како личности? Се разбира дека не. Жените кои се во таква состојба се повикани да одговорат на повикот за мајчинство на поинаков начин. Ајде да видиме како некои жени одговориле на овој благороден повик и сега се мајки на многу деца и возрастни, без притоа да имат свои лични деца. Моето име е Фатима и имам 58 години и никогаш не ја имав приликата да се омажам. Ми требаше време да се соочам со фактот дека нема да имам деца, бидејќи како што старев, знаев дека секоја година мојот сон да бидам мајка стануваше се повеќе невозможен. По професија сум наставничка и веќе 33 години наназад работам со деца. Кога ги гледам учениците кои многу ги сакам, имам желба да им помогнам да се образуваат, а на тие на кои веќе им помогнав да станат возрастни и одговорни личности. Се чувствувам како да сум нивна мајка. Некои од нив ми беа ученици пред многу години, но се уште доаѓаа да ме посетат. Еден студент еднаш ми рече: "Љубовта, трпението и прифаќањето кои ми ги покажа во моето детство беа поважно дури од љубовта на моите родители. Иако не сум во брак и немам деца, сепак јас сум горда мајка на многу личности." Моето име е Нура. Бев омажена 8 години, а потоа нашиот брак заврши зашто не можев да зачнам. Мојот сопруг сакаше да имаме дете. А кога лекарите не ни дадоа надежи како имаме дете, тој реши да се разведе од мене. Долги години се борев со депресија, осаменост и срам. Не само што бев отфрлен од човекот кој го сакав и на кој му верував, туку морав и да се помирам со реалноста дека никогаш нема да можам да родам дете. По неколку години сватев дека љубовта и грижата кои можев да ги дадам на сопственото дете, можам да ги пресочам кон напуштените деца и сирачиња, оние кои беа во очајна потреба за мајчинска љубов, од која биле лишени. Така решив да се приклучам и да работам во сиропиталиште. Таа одлука ми го смени животот. Мојата љубов, грижа и посветеност ги дадов на тие скапоцени души. Почнаа да ме викат Мама Нура, и за мене немаше поголема радост од тоа да ги слушам тие зборови. Јас навистина сум нивна мајка. Со тек на време сватив дека мајчинството не смее да се сведе само на раѓање деца и дека секоја жена може да биде мајка некому. Здраво, драга пријателки. Моето име е Марија. Јас сум немажена 55 годишна жена, едноставно дете на моите родители. Луѓето велат дека многу сум жртвувала во животот поради мајка ми и татко ми, но јас велам дека Бог ми ја даде шансата да бидам покрај нив се до крајот на нивните животи. Како и многу други жени, и јас сакав да се омажам, но поради тоа што не требаше да се грижам за моите родители, таа желба ја тргнав настрана. За мене представуваше чест да можам да се грижам за нив. Татко ми имаше Паркинсова болест. Иако не беше лесно да се грижам за него, сепак Бог ми даде љубов и трпение за да бидам покрај него, кога се бореше со тие тешки болести. Откако татко ми почина, останав да живеам сама со мајка ми, која пак имаше рак, и покрај тоа што минав многу неспани ноќи, бев во искушение да се откажам и поминав низ многу емотивни болки. Сепак благодарам на Бог што ми ја даде честа и шансата да ги сакам и да им служам се до крајот на нивните животи. Некои луѓе ме прашуваат зошто не си мажена, а јас им велам бидејќи бев мајка на моите родители.
Мајчинската љубов ја прави куќата дом, место кое никогаш нема да го заборавиме. Мајчинското трпение го воспитува детето и нејзината ведрина ја претвора ноќта во ден. Мајчинското сочувство ги лечи раните на срцето, а нејзините вештини го одржуваат домот. Нејзината добрина простува кога децата грешат и се моли за нив кога тие имаат потреба. Мајчинската мудрост ги гледа потребите и ги исполнува преку нејзините зборови и дела. Добре дојде назад во програмата Скапоцена и сакана. Во следните неколку минути ќе размислуваме за неколку мајки чии животи се запишани во Библијата. Ниту една од нив не беше совршена, но сепак тие покажаа силна вера во Бог. Беа послушни и со својата вера има позитивно влијание врз семејството. Овие мајки живеа во време и општество во кој жените не беа третирани на ист начин како мажите, а сепак Бог ја ценеше нивната вредност, како што ја цени и нашата вредност. Илјадници години подоцна, ние се уште можеме да научиме од овие влијателни мајки. Првата мајка е Ева. Таа не само што беше првата создадена жена, туку исто така и првата мајка. Нејзиното име значи живот. Таа е позната по тоа што не му беше послушна на Бог и јадеше од плодот на дрвото за познавање на доброто и злото. Заедно со нејзиниот сопруг Адам беа виновни за непослушноста кон Бог и поради нивната постапка гревот и смртта влегоа во светот. За неа можеме да читаме повеќе од книгата Создавање глава 3 од нејзината приказна учиме важна лекција, а тоа е дека делата си носат одредени последици. Нејзината одлука да му биде непослушна на Бог имаше влијание врз нејзините деца. Ако гревот не беше влегол во светот, нејзините и нашите деца ќе живеа во сосема поинаков свет. Драга пријателке, ние често не сме свесни за влијанието на нашите одлуки, особено кога станува збор за последиците кои нашите деца ќе ги трпат, поттикнати од примерот на Ева. Ајде да одлучиме дека секој ден, како мајки, ќе живееме со цел да го сакаме Бог, да му бидеме послушни, а тоа ќе влијае врз духовниот и психолошкиот и емотивниот развој на нашите деца. Втората мајка за која сакам да разговараме е Сара, мајката која чекаше. Таа беше сопруга на пророкот Аврам. Во Создавање, првата книга од Библијата, глава 11, читаме дека Сара не можеше да зачне и да роди дете. Тоа е тажна вест за секој брачен пар кој сака да има деца. Во Создавање глава 15 Бог му вели на Аврам да ги погледне звездите на небото, бидејќи толку големо ќе биде неговото потомство. Но поминаа 25 години откако се исполни тоа ветување. Сара зачна и роди син и му го даде името Исак. Бог го исполни неговото ветување, а во Создавање глава 21 Сара вели: Бог ми донесе смеа во животот и од сега натаму секој ден ќе дознае за ова и ќе се смее. Таа стана мајка на Исак, а сведоството стана мајка и на големо потомство. Сигурна сум дека не беше лесно да чека толку време,
но Бог го исполни тоа што го вети и го награди нејзиното трпение. Драга пријателке, дали можеш да си замислиш како би се чувствувала ако толку долго чекаш за Бог да ти ја одговори молитвата, да ти го даде благословот кој го бараш? Дали бараш нешто од Бог во овој период од животот? Некогаш се случува да бараме нешто од Бог, но да не да го добиеме тоа веднаш. Во такви случаеви чувствуваме дека Бог не слуша и тупак ги одговара нашите молитви и затоа се чувствуваме дека сме осамени, а се раѓа и сомнеш во нас. Сакам да знаеш дека во таквите моменти Бог се уште е во контрола, се грижи за тебе и ќе го исполни тоа што го ветил. Не заборавај дека тој секогаш действува во наша полза. Дури кога не го гледаме тоа, во наша улога како мајки, често се соочуваме со сомнеш, разочарување, па дури и невера. Во такви околности, важно е да не ги дигаме рацете од Бог и цврсто да се држиме во зборовите кои Бог ги кажа на Сара. Тој рече, има ли нешто невозможно за Бог? Без разлика со каква потешкотија се соочуваш во твојата улога како мајка, верувај му на Бог и тој ќе ги исполни неговите ветувања. Третата мајка за која ќе размислуваме е Јохаведа. Таа беше жена која го роди познатиот пророк Мојсей. За неа можеш да читаш во втората книга Библија, книга Излез глава 1. Кога Мојсей се роди, таа неа послуша заповедта на фараонот, кој кажа дека сите израелски деца треба да бидат погубени. Наместо тоа, таа направи кошница и го стави Мојсей во неа и го пушти по реката Нил, со надеж дека некоја египејќанка ќе го најде и ќе се грижи за неа. Мојсей беше пронајден од ќерката на фараонот. Таа го посвои и го порасна во фараоновата палата. Од неа можеме да научиме дека мајките треба да ги штитат своите деца без разлика каква препорака ќе им се најде на патот. Прашањето за нас денес е дали ги штитиме децата од штетни влијанија, дали ги штитиме од лоши пријателства, од разни зависности, од лошото влијание на социјалните мрежи, вербално малтретирање, насилни видеоигри и други навики кои ќе резултат на нивната духовна, емотивна, па дури физичка смрт. Дали се молиме за нив и веруваме дека Бог ќе ги заштити со неговата рака.
Во денешно време е навистина голем предизвик да се биде мајка, бидејќи мајките не можат постојано да бидат до своите деца, затоа што можеме да го направиме да му ги предадеме децата на Бог преку молитва и да веруваме дека Тој ќе се грижи за нив. Тогаш кога ние не можеме да го направиме тоа, тие се безбедни во неговите раце. Драга пријателки, во Библијата има многу примери на мајки кои покажале голема вера во Бог. Кога станува збор за одгледување на нивните деца, тие беа далеку од совршени. Од време на време правеа грешки поради кои страдаа самите тие, а и нивните деца. Причината што ги спомнуваме не е зашто беа совршени, туку поради нивната вера во семојкниот Бог. Се надевам дека овие примери ќе ви дадат надеж и инспирација за да се молите за своите деца, но и да бидете добри и побожни мајки. Драга моја ќерко, може би не ме познаваш, но јас знам се за тебе. Познат ми е дури и бројот на влакнат од твојата коса. Ти си создадена според мојот лик. Ти не си грешка, бидејќи твоето раѓање и живот се дел од мојот план. Ти си прекрасно создадена и никогаш немој да го заборавиш тоа. Те создадов во утробата на твојата мајка и јас сум оној кој те донесе на овој свет. Може би си разочарана или твоето срце е скршено. Тоа е сосем разбирливо во овој свет во кој луѓето не сакаат да веруваат во мене. Но, мојот план за твојот живот е план исполнет со надеж, бидејќи јас те засакав и те сакам со вечна љубов. Кога си разочарана и чувствуваш болка, не заборавај дека јас сум блиску до тебе и дека мојот мир и мојата утеха ти се достапни во секое време. Без разлика која си, каде живееш и кои се твоите животни околности, ако ме бараш со сето срце, ќе ме најдеш. Ти си скапочена и сакана. Продолжи да напредуваш. Ти се жртвуваш за другите, да ги сакаш, да се грижи за нив, да се моли за нив, да се надеваш и да ми бидеш како мајка. Твојот небесен татко, Бог. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. До сите мајки кои ја слушаат ова епизода, сакам да знаете дека сум благодарна на Бог за вас. Вие влијаете врз луѓето кои ги сретнувате секојдневно. Многумина од вас сите ги жртвувале своите соништа, желби, па дури и здравје, само за да се грижат за оние кои Бог ви ги доверил. Сакам да ви кажам, благодарам за тоа што секогаш пожртвувано се давате за доброто на другите. Денес сакам да ви благодариме за сите добри нешта кои сте ги направиле, а никому не сте кажале за тоа, и за начинот на кој им служите на другите. За жал, светот не е секогаш свесен за жртвата на мајките и никогаш тие се земени здраво за готово. На некој од нив светот гледа од високо, бидејќи одлучиле да се грижат за децата, наместо да градат кариери, но во вашите очи вие сте ценети, бидејќи Бог ве цени вам, како личности и улогата која вршите како мајки. Тој ве гледа и знае колку многу се жртвувате поради љубовта која ја имате и можете да бидете сигурни дека Бог ќе ја благослови вашата мајчинска верност и истрајност. Вие ја вршите најважната работа во светот. Обштеството може би вели дека мајчинството нема некоја посебна вредност, но сакам да ве охрабрам со еден стих од Библијата. Во Псалам 127 стих 3 пишува: Децата се наследство од Господ.
Плодот на утробата е награда од Него. Гледате, Библијата вели дека децата се награда од Бог за нас. Секое дете е чудо кој ни доаѓа од небото. И навистина е голема чест да се негува тоа чудо, да се образува и да ги учиме децата да го сакат Господ и да чекорат по Неговиот пат. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш Неговата љубов и Неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.